Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите дрво торта. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи. За пандишпан 6 јајца, 6 лажици шеќер, 5 лажици брашно, 1 лажица какао, 1 прашок за печиво. За фил половина литар млеко, 2 кесички прашок за пудинг од ванила, 2 лажици шеќер, 1 маргарин, 250 грама шеќерово прав, 2 јајца, 100 грама чоколада за готвење, 1 ванилин шеќер. Потребното време за подготовка на овој десерт е 2 часа. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер. Ги додаваме какаото, прашокот за печиво и брашното. Мешаме со лопатка додека смесата се соедини. Тестото за пандишпанот го истураме во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 20 минути на температура од 220 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган налеваме 300 мл од млекото. Во садот со прашокот за пудинг ги додаваме шеќерот и преостанатото млеко. Мешаме со лажица. Размешаниот пудинг го додаваме во завриеното млеко во тенџерето. Мешаме со жица за матење. Откако пудингот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Во длабок сад ги ставаме маргаринот, шеќерот во прав и ванилиниот шеќер. Јајцата ги кршиме. Белките ги оставаме во садна страна, а жолчките ги додаваме во длабокиот сад. Матиме со миксер додека смесата стане пенеста. Испечениот пандишпан го свиткуваме во навлажната кујнска крпа. Продолжуваме со подготовка на филот. Во длабокиот сад го додаваме изладениот пудинг. Матиме со миксер додека филот се соедини. Омекнатиот пандишпан го одвиткуваме од крпата. Го премачкуваме со филот. Филуваниот пандишпан го виткаме во ролат и истовремено ја отстрануваме хартијата. И ролатот го премачкуваме со преостанатиот фил. Чоколадата ја кршиме на парчиња, ја ставаме да се топи во тенџере на оган. Додаваме масло. Мешаме со лажица. Потоа одсекуваме 1/3 од ролатот. На послужување го ставаме поголемиот дел од ролатот. А до него странично го лепиме помалиот дел. Врз дрвото нанесуваме од растопената чоколада. Со четка го премачкуваме дрвото со чоколада, формирајќи кора. Целиот послужување го украсуваме со изрендана зелена фондан смеса.
Од зелената фондан смеса разлекуваме тенки долгнавести форми, кои ги нанесуваме врз дрвото за да символизираат гранки. Потоа формираме и листови кои ги редиме врз гранките. Декорацијата ја завршуваме со разнобојни шеќерни цветови. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!